Бајколент. Аудио бајки. Овчарката и оџачарот си биле еднаш две прекрасни порцелански фигури. Млада овчарка и храбар оџачар. Тие стоеле еден до друг на масата во една голема соба и многу се сакале. Си ветиле дека никогаш нема да се разделат. Во истата соба имало и стара фигура на кинески мудрец. Оџачарот мислел дека тој е дедо на овчарката. Еден ден, еден чуден сатир решил дека сака да се ожени со убавата овчарка. Кинескиот мудрец се согласил со неговата намера. Кога овчарката го слушнала тоа, многу се исплашила. "Не сакам да се омажам за сатирот, сакам да бидам само со тебе," му рекла таа на својот сакан оџачар. Оџачарот ја фатил за рака и рекол: "Тогаш ќе избегаме заедно." Кога дошла ноќта, двајцата тивко се симнале од масата. Но стариот мудрец ги забележал и повикал по нив. Во собата настанала голема мешаница. Фигурите и украсите се разбудиле, а мудрецот се обидел да ги фати бегалците. Во брзањето, мудрецот паднал на подот и се скршил на парчиња. Овчарката и оџачарот успеале да стигнат до печката. Влегле во печката и почнале да се искачуваат низ тесниот и темен оџак. Патот бил тежок, но оџачарот ја држал овчарката за рака и храбро ја водел нагоре. Подолго искачување, конечно стигнале на покривот. Над нив блескале безброј звезди, а под нив се простирал огромниот град. "Ах, сега сме слободни!" радосно извикал оџачарот. Но овчарката погледнала надолу и се исплашила. Светот надвор изгледал премногу голем и непознат. Таа почнала да плаче. "Сакам да се вратам дома," му рекла. Оџачарот ја сакал толку многу што се согласил. Внимателно се спуштиле назад низ оџакот и се вратиле во собата. Кога пристигнале, виделе дека стариот кинески мудрец бил поправен и залепен. Но повеќе не можел да ја движи главата како порано. По некое време, сатирот повторно дошол и побарал дозвола да се ожени со овчарката. "Ке ми ја далеш ли раката на твојата внука? Да или не?" го прашал тој. Но мудрецот останал неподвижен и не можел да кимне со главата. Така сатирот никогаш не добил дозвола да се ожени со овчарката. Овчарката и оџачарот повторно застанале еден до друг на своето место. Срекни што никој повеќе нема да ги раздели, тие продолжиле да живеат заедно во љубов и слога. И така, нивната љубов победила, а овчарката и оџачарот живееле срекно за секогаш. Ако ти се допадна бајката, притисни лајк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.